Господин Јанушев, во 46 градови во државава веќе започна давањето поддршка на списокот на кандидатурата на професор Гордана Силјановска Давкова. Вие сте во Велес и дојдовте да го направите она што најголемиот број членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН очекувам ќе го направат денес. Да, точно така, денеска сум во Велес, туку што го дадов мојот подпис за поддршка на кандидатурата на професорката Гордана Силјановска Давкова. Апелирам до сите оние кои што се залагаат за правда и право, за сите оние што сакаат вистинско обединување во Република Македонија, за сите оние кои што сакаат да ги победиме овие црнила, да ја дадат својата поддршка за победничкиот кандидат на предстојните претседателски избори. Како и коментирате последните случувања на политичката сцена меѓуто и надвор онеа, од неа и сите оние непопуларни настани што имавме можност деновиве да ги видиме, на неколку наврати и лидерот на ВМРО-ДПМН веќе ја коментираше тоа на пресконференција, меѓутоа и после тоа повторно истата песна. Видете, со сите овие работи кои што се случуваат во овие 2 години, со целиот криминал, корупција, непотизам, незнаење што го прави СДСМ, сочени со очино слабиот рейтинг, сочени со се уште немањето на соодветен кандидат со кој што ќе се спротивстават на професорката Силјановска. Ова се веројатно потези во очеј со кои што сакаат само да дефокусираат јавноста. Меѓутоа не се свесни дека ВМРО-ДПМН се грижи за своите, ВМРО-ДПМН нема да дозволи овакво однесување и ВМРО-ДПМН ќе ги победи. Народот ќе ги казни и ќе одговараат сите кои што го прават ова на било кој граѓанин на Република Македонија и за целиот криминал кој што во изминатите 2 години го прават. Каква кампања планирате и каква очекувате? Во однос на кампањата, за сега ќе ги задржиме информациите, се уште работиме на тоа како ќе настапиме, дали тоа ќе биде добро познатиот и класичен пристап во однос на организација и на митинзи и на презентација на програмите, или сепак ќе воведеме нешто ново. Сепак имаме цел месец до почетокот на кампањата, така да ќе имаме прилика сите да се увериме во она што се го кажува. Како ја коментирате тезата се поприсутна во јавноста, односно во одредени средини, дека може да се случи после 2 круга Талат Џафери да остане како ВД претседател, да ги потпише сите оние документи потребни во рамките на онаа платформа, ако може така се каже, планирана од позицијата? Мислам дека уште еден обид на власта за дефокус и за тргање на вниманието од нашиот претседателски кандидат професорката Силјановска, меѓутоа треба да се сочиме со реалноста. Реалноста е следна: во првиот круг на избори не е потребен цензус, така да и со 100 или 200 илјади излезени гласачи, значи не менува ништо. Од друга страна, во случај на неуспешни избори, Талат Џафери станува вршител на должноста претседател на државата. Од друга страна, во рок од неколку месеци ќе треба да се организираат нови претседателски избори. Не гледам зошто или кој би бил методот на некој начин на присила да се, односно се присили власта да даде предвремени парламентарни избори доколку после неколку месеци не го стори тоа во моментов. Така да тезите во однос на бојкот и слично воопшто не држат и воопшто не се добри во овој момент во македонското општество со сите овие работи кои што се случуваат. Единствен начин да се спротивставиме, да покажеме пркос е да излеземе, да го поддржиме кандидатот на ВМРО-ДПМН, бидејќи е најдобриот кандидат, и со тоа да ги победиме и ЗАЕФ и сите овие криминогени активности кои што ги прават. И сосема за крај, бидејќи се наоѓате во Велес, која е пораката до велешани во текот на денешниот ден со оглед на тоа што рокот истекува во 19 часот? Јас би ги повикал, значи сите велешани, сите граѓани на Република Македонија да излезат и да го дадат својот подпис со тоа да поддржат градење конечно на правната држава и на правото и да поддржат кандидат кој што ќе се залага за доследна примена и на уставот и на законите.